Лидерите на коалицијата Вреди, која што е дел од владата, не се воздржуваат од јавни препукувања. Лидерот на Бесака сами му порача на Таравари дека и со него и без него вредноста на коалицијата Вреди е иста. Коментар за оваа изјава на Касами? Генерално Вреди после изборите имаше големи разлики на тоа на поделбата на власта помеѓу четирите политички партии кои се дел од коалицијата. И тоа кулминира сега пред локалните избори кога треба да ги поделат градоначалничките места. Секоја партија внатре во Вреди се обидува да има подобра позиција, односно да може да победи над главните така наречени големи општини кои се значителни за политичките партии. Јас мислам дека Вреди внатре има препукувања помеѓу себе и главниот проблем е општината Сарај, каде сите политички партии сакат да ја освојат тоа. Имајќи во предвид дека Сарај и Чаир се две општини кои се дел од град Скопје и се надеват после локалните избори за да имат подобри позиции, а тоа ќе рефлектира директно и во нивните политички партии. Така што битката внатре е тотално во Сарај и Арбен Таравари под секоја цена сака да ја земе таа општина, односно да номинира кандидат од својата политичка партија, а трите заедно се против него. Најверојатно, бидејќи Таравари лека по лека така ќе се обидува да влезе и во градот Скопје, односно каде тој е послаб политички, ако уште ќе продолжи таа битка помеѓу нив, јас мислам дека Таравари тогаш ќе треба да излезе сам на избори, а после комбинациите, односно комбинаториките, внатре во влада може да го елиминираат политички него. Дали очигледните несогласувања или раздор во коалицијата Вреди може на некој начин да ја наруши функционалноста на владината коалиција? Не, во ниту еден случај, бидејќи владата има над 61 глас, односно помеѓу ВМРО, ДПМН и ЗНАМ, така што излегувањето на Арбен Таравари од владата можната нема да биде така. Тоест е свесен дека излегувањето од влада на него, особено пред изборите, би му било фијаско лично за него и за неговата политичка партија, но да потврдам дека на моите конзистентни изјави што ги давам, дека најверојатно се договориле начелно внатре во Влен за да излегуваат заедно во изборите, но го чекат моментот за да идат да се сликат со Албин Курти. Во контекст на односите помеѓу четворицата лидери на Вреди, често се споменува и Демократската унија за интеграција на Ахмети. Провејуваат коментарите кој со кого комуницира, а јавноста веќе и шпекулира дека Таравари е во преговори со интегративците. Има ли начин како може партијата од Мала Речица да профитира од целата оваа ситуација или овој раздор во Вреди? Дуи може да профитира само за лични интереси, но во ниту еден случај таа нема да профитира да биде дел од власта. Тоа една за секогаш треба да им биде јасно на сите политички актери внатре во Дуи, на нивните активисти, а и особено на клиентелистите, да не се дадат воопшто дека еден ден ќе бидат дел од власта, се додека ВМРО, ДПМН и ЗНАМ имат 61 пратеник во владата.